Добар ден. Од уште еден проект на ТАВ програмата со кој го подобруваме квалитетот на животот на нашите сограѓани. Денеска сум во општина Чашка, поточно во селото Горно Јаболчиште, каде што се гради нова спортска сала во вредност од над 320.000 евра, со што му ставаме крај на проблемот со недостаток на спортска сала во основното училиште Лирија. Оваа сала ќе ја користат нас 600 ученици кои ја следат наставата во Централното училиште Лирија, но истовремено е долгогодишна желба и на младите во Горно Јаболчиште. Преку овие проекти ние ја јакнеме локалната инфраструктура во образовниот процес и задоволен сум кога ја гледам динамиката на реализација на оваа спортска сала. Прогресот на изградбата значи дека во текот на наредната учебна година учениците од ова училиште, но и сите млади, предметот физичко образование, но и спортот ќе го следат во модерна сала и ќе ја користат оваа. Ова е впрочем и целта на ТАВ проектите. Да влијаеме на квалитетот на животот преку изградба на инфраструктура која ќе овозможи подобар живот на нашите сограѓани. Низ целата држава, преку градење на водоводи, канализации, патишта и улици, градинки, домови за стари лица, младински центри и низа други инфраструктурни проекти кои се значајни за сограѓаните кои живеат во овие општини. До денес имаме 70% реализација на започнатите проекти од ТАВ програмата. Поточно завршени се 56 проекти во 56 општини низ државата, а тековно се гради на уште 25 други општини и проекти. Добар ден и чест ми е и задоволство што денеска заедно со вице-премиерот Фатмир Бетичи сме на терен во селото Горно Јаболчиште, каде што се гледа веќе крајот на спортската сала, која што, како што каже и вице-премиерот, треба да заврши во наредниот период. Општина Чашка во изминатиот период направи 2 спортски сали со поддршка од владата, од министерствата. Еве, ова е третата сала и навистина ни е чест што околу 600 ученици од основното училиште, а исто толку и млада популација ќе имаат можност да ја користат во наредниот период оваа спортска сала, што е желба на секој младинец во оваа населено место.